Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Премиерот Христијан Мицкоски заедно со владина делегација учествува на самитот за Западен Балкан во рамки на Берлинскиот процес, што денеска и утре се одржува во Лондон. Покрај Мицкоски во владината делегација и вице-премиерот Николовски, како и министрите за надворешни работи, финансии и европски интеграции. На маргините на самитот најавени се повеќе билатерални средби на Мицкоски, како и економски работни средби, информира владината прес-служба во соопштението објавено утро. На самитот во Лондон ќе бидат сумирани постигнатите резултати и ќе бидат дефинирани приоритетите за наредниот период во рамките на регионалната интеграција на Западен Балкан. Берлинскиот процес беше започнат во 2014-та на иницијатива на тогашната германска канцеларка Ангела Меркел со цел зајакнување на политичката, економската и инфраструктурната соработка на Западен Балкан и нивно приближување кон Европската унија. Македонската влада полека, но сигурно ги спроведува агендите поврзани со малцинствата, безбедносните прашања, коридорите и другите прашања, со што има одреден напредок, но засега се уште ни недостига вистински пробив за напредок на европскиот пат, изјави известувачот на Европскиот парламент за земјава австрискиот европратеник Томас Вајц. Македонија се уште е блокирана од Бугарија. За жал има многу прашања поврзани со идентитетот што го блокираат нејзиниот напредок, на Вајц во изјава за Европската новинска редакција која ја пренесе МИА. Вајц изрази надеж дека по локалните избори ќе бидат направени потребните уставни измени за вклучување на бугарската заедница во уставот како малцинство. Тоа ќе го отвори патот за вистинско започнување на преговорите. Мислам, таа сега е земја опфатена со пристапниот процес, но всушност ги немаме почнато преговорите. Треба да ги почнеме наскоро за да ја одржиме земјата на вистинскиот пат, додаде Вајц во својата изјава. Државната изборна комисија вчера попладне ги објави и официјалните резултати од локалните избори добиени врз основа на оригиналните записници и прогласи крај на изборниот процес во 43 општини по првиот круг. Тоа значи дека во овие општини, доколку ништо не се промени по оние жалбени постапки, градоначалникот е избран по првиот круг и таму веќе нема да има гласање. Во 33 општини на 2 ноември повторно ќе се гласа во рамки на вториот изборен круг, но овој пат за најголемиот дел од Македонија ќе има само една гласачка кутија, додека за граѓаните на Скопје кои живеат во аеродром, центар Карпош или Шуто Оризари ќе стојат 2 гласачки кутии, бидејќи ќе има втор круг и на изборите за градоначалник на Скопје. Гласањето ќе се повтори во 4 општини. Во Гостивар, Маврово, Ростуше, Врапчиште и центар Жупа во првиот круг излегува помалку од 1/3 од гласачите, па таму целиот процес се повторува. Според официјалните резултати, излезноста на ниво на цела Македонија е 48,3%, што е најниска излезност на едни локални избори. По првиот круг ВМРО-ДПМН освои 33 градоначалници, 5 коалицијата Вреди, коалицијата на ДУИ доби 3 општини, исто колку и СДСМ. Во вториот круг во Скопје во трката влегуваат Орце Георгиевски, кој освои над 90.000 гласа, и Амар Мециновиќ од Левица, кој имаше околу 30.000. А на последните избори во неделата бројот на неважечки ливчиња драстично се зголеми. На изборите за градоначалници се регистрирани 53.724 неважечки ливчиња, што е највисок број досега, додека кај советничките листи бројот достигна 50.143. Во периодот од 2017 до 2025 бројот на неважечки ливчиња на локалните избори во Македонија расте со особено нагласен пораст во овој изборен циклус. Во 2017 во првиот круг од локалните избори за градоначалници биле регистрирани 45.551 неважечко ливче. Овој број се намалил во 21-та, кога биле евидентирани 19.127 ливчиња на изборите за градоначалници, а 37.959 неважечки ливчиња биле на советничките листи.
Обвинителството му го замрзнало имотот во Македонија и во Србија на сопственикот на Марковски компани, кој меѓу осомничените за малверзации со тендери во рек Битола. Според информациите кои утрово ги сподели обвинителството, српските служби го прифатиле барањето и му забраниле да располага со десетина нови камиони на правно лице од Србија кое сопственички се поврзува со Марковски компани. Дополнително од српските власти е побарано да се обезбеди и да се отвори сеф за кој е утврдено дека осомничениот го поседува во една српска банка со цел да се провери неговата содржина. Освен ова, од сметките на осомничениот и неговата фирма во државава, која исто така е опфатена со истрагата, по барање на обвинителството се замрзнати околу 30 милиони денари, а обвинителството побара да се забрани и располагање на дополнителен движен и недвижен имот во државата, 3 стана во Скопје, парцела градежно неизградено земјиште и гаража стекнати минатата година, како и 3 товарни и едно патничко возило набавени оваа година, за кои постои сомнение дека представуваат принос од казниво дело, односно имот кој во иднина би можел да биде предмет на конфискација поради сторените кривични дела кои се опфатени од истрагата, објаснуваат од обвинителството во соопштение. Пробација и условен отпуст е темата на средбата меѓу судии и представници на Управата за извршување на санкции и Судскиот совет. Според последните податоци, моментално над 900 лица кои се во затворите имаат право на условен отпуст, но како што велат надлежните, судиите ретко се одлучуваат да одредат таква мерка. Работната средба се одржува во Академијата за судии и јавни обвинители, од каде што велат дека состанокот е предвиден согласно препораките на Европската унија. Најголем дел од тие осудени лица може да бидат на условен отпуст, нормално претходно со препорака од секторот за ресоциализација во затворите и од директорите на македонските затвори. Еден осуденик месечно не чини околу 1000 евра. Тврдам одговорно дека не мал повторно ќе речам од овие 750 луѓе, нас како општество не чувствуваат дека одат таму како во хотели се однесуваат, ги раниме, ги чуваме. И условниот отпуст, сакам и тоа да го кажем, не значи некаква милост или добра волја на судот или на управата, тоа е законска можност која што им следува на осудените лица и која што ние како држава сме должни да им ја овозможиме и да им дадеме таа шанса, секако на тие што го заслужуваат тоа. А тоа и всушност се и препораките на Советот на Европа, изрекување на вонинституционални казни наместо казната затвор. Ние како Академија сме тука присутни да им дадеме поддршка на судовите и на судиите кои што ги работат овие алтернативни мерки и санкции и секако во процесот на едукацијата. Градот Скопје повторно е затрупан во смет. Речи си и да нема контейнер во целото градско подрачје, околу кој што веќе не е формирана мини депонија. Граѓаните се жалат дека веќе неколку дена надлежните служби од комунална хигиена не поминале да го соберат сметот. Градоначалничката, која ги брои последните денови од својот мандат, на социјалните мрежи води политика. Обвинува дека известна председателка на управниот одбор на јавното предпријатие Комунална хигиена, која била од ВМРО-ДПМН, е виновна што Скопје е претворено во депонија. Од Комунална хигиена официјално соопштение нема. Неофицијално тие немаат камиони за да го соберат ѓубрето. Дел од скопските градоначалници сами се организираат и со сопствена механизација го собираат ѓубрето. Дел од нив бараат и да се прогласи вонредна состојба за да може да се ангажираат повеќе ресурси. Актуелната градоначалничка Данела Арсовски имаше прилично многу проблеми со сметот во главниот град. Во текот на поголемиот дел од нејзиниот мандат, сликите со полни контейнери беа вообичаена гледка за скопјани и оние кои доаѓаат во метрополата. Таа одговорноста секогаш ја префрлаше на владеачката партија. Врнежливото време им прави проблеми на производителите на ориз во Кочанскиот регион. Поради временските услови, жетвата се одложува. Дополнителен проблем е што се уште има и големи залихи во амбарите. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски е на оваа тема. Врнежите од дожд ја одложија жетвата на ориз во Кочанско. Комбајните стојат зашто не можат да влезат во нивите. Жетвата требаше да биде завршена, но само 1/10 од годинашниот род е собран во амбарите, се жалат оризопроизводителите.
Овие временски услови се неповолни за оризопроизводителите. Жетвата 10% не е завршена, значи околу 90% тоа е. Ова еден дожд, 30 дена нема жетва. Жетвата завршуваше секојаш до 20 октомври. А сега сигурно за еден месец каснеме. За еден месец снегове ќе паднат сигурно. Што значи ќе има површини што нема да се жнеат и не може да се улегне. Не може да го извадиме едноставно. Освен врнежите од дожд, проблем за доцната жетва и касната сеидба, па дел од нивите се уште се зелени. Има површини од Тракања па до Жиѓанци горе, мислам дека луѓето нема што и да улеват комбајните. Тоа е зелено, а тоа е само од касната сеидба. Ние сејаме на 1 јуни, на 1 јуни ориз не се сее. Кога знаеме дека ете семиња има 150 дена вегетација, ние нема што да тражиме. Него кој ќе стои одговорното? Знаеш кој ќе стои? Само земјоделците. Дополнително нема откуп на белото злато, па оризопроизводителите велат дека ориз се помалку ќе се произведува и ќе биде со послаб квалитет. Луѓето носат инцидентно кој како се снаѓа и нема цена. Меѓутоа и не откупуваат. Нема никој моментално, никој не откупува. Оризарите се во незавидна позиција од причина што скоро половина од минатогодишната реколта им стои по амбарите. За Сител, Трајан Ристовски. Археолозите апелираат да се вложат повеќе средства во истражување и конзервација на големиот број средновековни тврдини кои се распространети низ Македонија. Нашиот струмички дописник јавува дека најмалку 20 на такви има само во југоисточниот регион, а многу мал дел од нив се истражени и соодветно заштитени. Зоран Ѓоргиев на оваа тема. Најголемиот дел од средновековните тврдини во Македонија со децении стојат недоволно истражени, незаштитени и без никаква конкретна функција. Само во југоисточниот дел од државата постојат околу 20 вакви утврдувања, кои представуваат значајно историско и културно наследство, но досега истражувања се направени само на неколку од нив. Археологот Душко Цветанов, автор на монографијата Средновековните тврдини во југоистокот, порачува дека овие објекти се многу повеќе од археолошки остатоци. Вели тие се живи сведоштва за историјата и затоа треба да им се посвети поголемо внимание. Истраженоста на средновековните тврдини и на воопшто на тврдините во овој југоисточен регион е многу мала. Да, ние имаме истражување односно рекогносцирање и на поголем број на утврдување, каде имаме материјал, да кажеме, од средниот век и се сметаме дека има и активности во средниот век, некаде околу 20 на средновековни тврдини. Треба ние во иднина да имаме повеќе истражување, заштита на овие споменици на културата и да ги презентираме пред пошироката јавност. Потребата за посериозна и поорганизирана заштита на културното наследство ја потенцира и универзитетскиот професор Виктор Лилчич Адамс, кој истакнува дека одговорноста не треба да ја има само државата, туку и општините на чија територија се наоѓаат овие средновековни утврдувања. Заводите и музеите водат грижа онолку колку што имаат средства, пари да речеме, во парите лежи одговорот, нели. Меѓутоа ја чинам дека тоа премалку треба да се форсира, треба општините да се посветат малку повеќе на своите средновековни цивилизацијски точки. Тоа е многу битно, затоа што секој општина има свој локалитет фаворит. И треба да го форсира, да се грижи за него. Професорот Лилчич Адамс нагласува дека општините треба поактивно да се вклучат во зачувувањето на културното наследство, користејќи не само домашни, туку и прекугранични фондови. Според него, општините треба стратешки да го искористат потенцијалот на овие средновековни тврдини и да ги вградат во своите долгорочни планови за одржлив локален развој и туризам. Зоран Ѓоргиев за Сител телевизија. Вести од светот во изборна